Двајцата убиени на Рузвелтова биле подолг период на мета. Пукотниците почнале пред специјалното јавно обвинителство од возило во движење. Рафалите завршиле пред две кафулиња во Дебармало. Неколку мината кои што ги бркале излегле од возилото, ги застрелале и избегале, дознава 1 ТВ. На самото место почина 44 годишниот Наемајети. Неговиот 49 годишен сопатник им подлегна на повредите на ургентен. Таму пак лекарска помош му се дава на 19 годишниот Федрие Лезовски, кој е во тешка здравствена состојба. Неофицијално, престрелката се должи на наплата на лихварски долг. Полицијата не ги знае сторителите. 30 минути после полноќ, на улицата Франклин Рузвелт во Скопје, непознати лица од возило пукале во возилото Сеат Алтеа со скопски регистарски ознаки. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. На терен забележавме залутани куршуми во 2 автомобила. Трагите од крв и искршени ситни парчиња на стакло останаа да сведочат дека тука имало убиство. Филмската драма со пукотници заврши токму овде. Возилата ги нема, предадени се на вештачење. Сега тука е мирно. Сообраќајот на улицата Рузвелтова се одвива непрекинато. Телата на двајцата убиени во престрелката на Рузвелтова се предадени на обдукција. Обвинителството информираше дека од терен биле подигнати 25 чаури, траги од крв, меѓу доказите и облека од убиените и третиот повреден, за да бидат предадени на вештачење. По насока од дежурен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје, екипи од СВР Скопје, Крим техника и на оделот од крвни делекти при МВР извршија увид на местото на настанат на улицата Рузвелтова во Скопје. Неофицијално убиениот Наемајети е брат на познат лихвар, кој беше убиен пред неколку години.